Dobro večer, dragi prijatelji. Ko še vi kaža po mnogo moji pornaški analizi, znači nedelno horoskopi će biti preko video analiza, poresno koliko su opisuanje, i neko nije što saka da će sledati mojte nedelni horoskopi i politički analizi, mislim video analizi, ne znam kada li se raboti za globalne politička scena ili domašava, ќе треба да натиснете на копчето subscribe или претплати се на YouTube, тоа ви е бесплатно и може да ме следат на исто така и на Instagram, како и на TikTok. Значи вечера ќе зборуваме за неделниот хороскоп од 10 до 17 февруари. Ќе почнеме нормално од првиот зодијачки знак, Овенот, кај на 10 или поточно во понеделник, месечина ќе се транзитира на едина четврта куќа, тоа е дом, родители и семејството од Ковина. Значи, емоциите ќе бидат повеќе насочени кон домот, може да очекуват поддршка од домашните и родителите на емоционално поле. Во вторник и среда ќе се случат поголеми промени на емоционално поле. Ќе дојде до ренесанса во односот со партнерот и децата, а во четврток и петок полни се на деловно поле, веќе емоциите ќе бидат насочени кон работата и кон настаните на деловно поле. Чируските повеќе во четврток и петок ќе воспасуваат на деловно, отколку на емоционална основа и викендот ќе донесе исклучително полни промени на емоционално поле, ќе донесе ренесанса во односот со партнерот, така да ќе уживаат за време на викендот на емоционално поле. Инаку што ова недела може да очекуват поддршка од пријателите, особено од влијателните пријатели, и најмногу ќе ги привлекува политиката и современите технички средства. Инаку, они влегува во еден исклучително поголем период, значи уште за обновите, иеќе Венера, планета на љубовта, почна да транзитира на едината куќа или ни самата личност. Кај биковите во понеделник, месечен ќе биде во нивната трета куќа, значи може да очекуват поддршка од роднините и другарите на емоционално поле, ќе бидат склони кон кратки и брзи врски. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон домот, може да очекуват поддршка од домашните и родителите на емоционално поле. Во четврток и петок и пресот полни промени на емоционално поле, ќе дојде до ренесанса во односот со партнерот и децата, и за време на викендот емоциите ќе бидат насочени кон работата, кон настаните на деловно поле и можда повеќе врските ќе воспоставуваат на деловно отколку на емоционална основа. Кај биковите овој период е исклучително поголем за работа, бидејќи Сонце се транзитира на едина 10-та куќа, што ова недела одличен, значи може да донесе подобрување или како раководно место, повеќе понуди полна за почнување на собствен бизнис и така натаму. Инаку да не заборавам, биковите треба да обрнат внимание во односот со роднините и пријателите или другарите до и ова недела или поточно 24 февруари. Заборави да кажам дека кај обновите, они треба да обрнат внимание во односот со домашните и родителите, може да се проблеми. Значи, одиме на третиот зодијачки знак, тоа се близнаците. Кај нив утре емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, значи во понеделник, а веќе во вторник и среда може да очекуват поддршка од роднините и другарите на емоционално поле. Во четврток и петок ќе биде емоциите ќе бидат насочени кон домот, може да очекуват поддршка од домашните, од родителите. Додека сабота и недела може да очекуват промени на емоционално поле, значи ренесанса во односот со партнерот, но тоа се денови кои
Значи, збораме за викенд, сабота и недела, кога близнаците трябва да се обидят в игрите на цвеќа, можна и поголема добивка. Инако, ова е период кога кај близнаците оптимизмот се врати, можна и подолго патување и немногу ќе привлекува странната религија и филозофија, источната, значи може и патување надвор од земјата или понуди некој надвор од земјата. Инаку, близнаците треба да обрнат внимание на финансиите, ова е период потешко ќе дојде до пари, а ќе бидат склони кон прекомерно трошење на пари. Кај раковите утре убав денот, значи ќе бидат полни со емоции, понамалички, значи во зависност како ќе се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон парите, материјалните работи, што значи врските што ќе ги воспасуваат, кои ќе бидат материјално отколку на емотивна основа. Во четврток и петок може да очекуваат поголема поддршка од роднините и другарите на емотивно поле и не исклучува некоја кратка врска. И за време на викенд, во сабота и недела, емоциите ќе бидат насочени кон дом и родителите, кои може да очекуваат и поддршка на емотивно поле и на нивно влијание врз емоциите што ги донесуваат. Те раковите ова е период кога не е полно ова недела, чувствуваат многу блокади и пречки и треба да обрнат внимание на финансиите на заедата, може да се проблеми со хронични заболувања, треба да обрнат внимание вркувањето со туѓите пари, позајмиците и кредитите. Кај лавот, ова е период кога на емотивно поле утрешниот ден не е поголем, веќе месечен ќе биде во нивна 12 куќа, тоа е куќа на подсесни пријатели. Утре ќе бидат малку, значи, подепресивни понеделнички и ќе следи чувство на несаканост. Веќе во вторник и среда ќе бидат полни со емоции и во зависност како ќе се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Додека во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени поточно, може да очекуваат поголема поддршка од роднините и другарите, ќе бидат склони кон кратки и брзи врски, а за време на викендот емоциите ќе бидат насочени кон домот и родителите, од кои може да очекуваат и поголема поддршка на емотивно поле. Инаку, во средо, четврток и петок, да, од другарите и сабота и недела рековме од родителите, од домашните. Инаку, кај овоите ова е поголем период на емотивно поле, бидејќи сонцето ќе транзитира низ на седма куќата, куќа на брак, популарност и може некоја посередна врска за оние лavoви што не се во врска. Популарноста ќе се зголеми, може да се најдат во центар на многу внимание. Лавовите треба да ги избегнуваат ова недела поточно до 24 февруар, конфликтни ситуации, особено со соседите, и ќе бидат склони кон повреди. Кај девиците, утрешниот ден е поголем кога се однесува до пријателите, бидејќи месечен ќе транзитира низ 11 куќа, со куќа на пријатели, и може да очекуваат поголема поддршка од пријателите. А веќе во вторник и среда на емотивно поле не е поволно, бидејќи следи чувство на депресивност, чувство на несаканост и може да се ги обуди пасивни сцени со партнер. Во четврток и петок и расположението да се враќа и бидат полни со емоции, во зависност како се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. И во сабота и недела може да очекуваат поголема поддршка на емотивно поле од роднините и другарите, оние што ги окружуваат.
Единица и ова недела исклучително полна делно поле, ќе доминира во однос на соработниците и на колегите, може и некој предумија, поволно за започвање на собствен бизнес. Инаку, девиците треба да обрнат внимание до и ова недела, па потокно 24 февруари на политичките активности и во односот со пријателите можни се чести конфликти. Дојдовме до Терезија, тоа е седмиот знак од зодијакот. Кај нив утре месечен ќе транзитира низина 10-та куќа, тоа е куќа на кариера, работа. Значи, емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, кон настаните на делно поле, значи врските што ќе воспоставуваат повеќе ќе бидат поради статус отколку од емоции. Во вторник и среда може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле, кои ќе се обидат да влијаат и врз одлуките што ги донесуваат на емотивно поле. А додека четврток и петок не се поволни на емотивно поле, ќе бидат подепресивни, ќе следи чувство на несаканост, кој ќе биде проследено со љубоморни и пасивни сцени. За време на викенд, во сабота и недела, расположението се враќа, ќе бидат полни со емоции, склони кон чести промени на расположението, во зависност како ќе се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Кај терезиите, овој период е одличен за игрите на среќа да се обидат. Треба да ги следат редовно, можна и поголема добивка. Може да очекуваат поддршка од партнерот и децата. Инаку, терезиите треба да имат внимание доста во однос со колегите и предпоставените, може да се чести конфликти, ние е полно за започнување на собствен бизнес. Дојдовме до фиот знак, тоа е шкорпијата, или шкорпија, како сакате кажете. Кај нив, утре, месечен во 9-та поле, значи духот се враќа, биде исполнет со емоции и оптимизам, додека во вторник и среда емоциите најмногу ќе бидат насочени кон работата и кариерата, че врските што ќе воспоставуваат повеќе ќе бидат на поради статус од емоции. Во четврток и петок може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле, ќе се обидат да влијаат врз одлуките што ги донесуваат на емотивно поле, дека викендот не е поголем на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна 12-та куќа, куќа на подсвет, болници и затвори, ќе бидат подепресивни, ќе следи чувство на несаканост, но исто така тоа сето ќе биде проследено и со уморни и пасивни сцени. Кај шкорпиите, овај период или поточно недела и е поволна да се опрашање недвижните, значи најмногу активности ќе се одбиваат во домот или ќе бидат поврзани со домот, поволно за работа со недвижни, трговија и услужни дејности, може да очекуваат и поддршка од родителите и од домашните. Инаку, треба да ги избегнат конфликтите со странците личности од други религии и не е поволно за патување надвор од земјата. Кај стрелците, утре не е поволно, бидејќи месечен ќе биде во нивна 8-та куќа, тоа е куќа на блокади и пречки, значи ќе следи депресивно, чувство на несаканост, последено со љубоморни и пасивни сцени. Во вторник и среда оптимизмот на емотивно поле и се враќа, духот ќе биде исполнет со оптимизам, но и со емоции, може и кратка авантура, а веќе во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, значи врските што ќе воспоставуваат повеќе ќе бидат на поради статус колку емоции
и дека до викендот може да очекуваат поголема поддршка од пријателите емотивно поле, кои ќе се обидат и да влијаат врз емоциите, врз одлуките што ќе донесуваат на емотивно поле. Кај стрелците, они влегуваат во период кога комуникативноста ќе се зголеми, лесно и брзо ќе склучуваат пријателства и може да очекуваат поддршка од роднините и другарите, значи поблиските и другарите. Стрелците треба да обрнат внимание во односот со партнерот, може да чести конфликти, како и на судски спорови, ако ги имат нормално. Пејавците, тој е некој 10 знак во зодијакот, значи утре месечина ќе биде во, или поточно понеделник, ќе биде во нивна 9-та куќа, во нивна 7-та куќа, ќе полно и на емотивно поле, ќе доживеат ренесанса во односот со партнерот, а веќе во вторник и среда и предстои блокади на емотивно поле, треба да обрнат внимание и следи чувствена несаканост, последени со љубоморни и пасивни сцени. Во четврток и петок, оптимизмот на емотивно поле се враќа, докато ќе биде исполнет со емоции и оптимизам, малку авантуристички, док не е исклучена и пократка врска, и за викендот емоциите ќе бидат насочени повеќе кон работата и кариерата, че врските што ќе го спостават повеќе ќе бидат поради статус од емоции. Инаку, ова е одличен период кај јавците на финансиско поле, ова недела, половно за вложување, бидејќи вложувањето ќе се врати брзо, може да додат и до повеќе пари, ќе половно за инвестиции и вложување. Они треба да обрнат внимание кој што реков со партнерот и на судските спорови, и сега сме кај 11 знак, тоа е Водолејата. Нивните емоциите утре ќе бидат насочени кон работата, кон освајањето на деловно поле, че врските ќе го спостават повеќе на деловно колку емотивно основа. Вторник и среда ќе донесе полни промени на емотивно поле на Водолејите, ќе донесе ренесанса во односот со партнерот. Во четврток и петок може да очекуваат блокади и пречки на емотивно поле, проследени со љубовни и пасивни сцени. Оптимизмот на емотивно поле и се враќа за време на викенд, тоа е сабота и недела, докато ќе биде исполнет со оптимизам и емоции нормално, но и авантуристички дух. Инаку, ова недела е исклучително полно за Водолејите, бидејќи нивната доминација во однос со останатите знаци ќе се чувствува на секој чекор, ќе се најдат на прагот на многу нови почетоци. Инаку, Водолејите треба да обрнат внимание на работата и во однос со колегите со работниците, па чак ќе бидат исклучени кон повреди на работа. Треба да се внимава во ракување со остри и тврди предмети. И драги пријатели, остана уште еден зодијачки знак, тоа се рибите. Кај нив трешно да љубов на емотивно поле, ќе доживеат ренесанса во односот со партнерот и децата, а во вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон работа, кон освајањето на деловно поле, додека во четврток и петок може да очекувате ренесанса во односот со партнерот, парот ќе се зголеми, значи полни промени на емотивно поле, и сабота и недела може со блокади и пречки на емотивно поле, проследени со љубовни и пасивни сцени.
Пилот не е поголем да рибите, бидејќи сонцето традицирани нивна донација куќата е куќа на подсвест, ќе почувствуваат недостаток на енергија и проблем на здравствено поле, посета на болници и така натаму. Значи ние полно за нови почетоци ќе имат недостаток на енергија. Инаку, они треба да обрнат внимание во однос со колегите на работа, односот со партнерот и децата може да се конфликтив со нив, но не е исклучено пократка авантура кај рибите оваа недела. Реки Петрово беше се за неделниот хороскоп, кој што реков на почеток на видеоанализата, кој има желба да ги следи моите видеоанализи, дали се во прашање неделни хороскопи или политички анализи во глобалните и домашната политичка сцена, треба на YouTube да притисне на копчето subscribe или подпише бесплатно и можат на Instagram и на TikTok да ме следат. Тоа беше се за оваа недела и посакувам многу здравје, убава недела со Македонија и со затоа напред.